Невладината организација КХАМ 3 години го третира прашањето за менување на негативните наративи меѓу здравствените работници од Делчево, Пехчево и Виница во рамките на здравствената програма или по-конкретно со одреден проект пилотиран во периодот 2015-2017 година. На почетокот на реализација на овој проект констатирани се бројни прекрашувања на правото на здравствена заштита од страна на медицински лица врз пациенти од ромска националност. Карактеристичен пример се болниците во Кочани и Штип. Конкретно во Штип, за само една година се регистрирани 3 случаи кога пациенти и нивни блиски се пожалија на физичко и психичко малтретирање од страна на медицински лица, зашто од страна на ХАМ веќе се покренати 3 граѓански и кривични постапки против тројца лекари, специјалисти и физиотерапевти. Културно и љубезно не примија, се беше окей. После кога се качивме горе, детето беше вознемирено малци и уплашено, бидејќи е дете. Детето даваше отпор, не даваше да му се чепне раката. Почнаа да го удараат со шлаканици. Јас не бев внатре, значи надвор бев. И влегов внатре. Кога влего, слушнав детето како писка и ме вика, мамо влези, вика. И таман влегов внатре, докторот искочи и ми вели, значи ти добро детето не си го воспитала, не сакам да се замарам со него, не работам јас на овој случај. И после дојде друг доктор, значи му наместија раката. По разгледување на случајот и по сите докази ние одлучивме дека во случајот се повредени правата од Законот за заштита на права на пациенти, односно правото на лична сигурност. Тоа значи дека секој лице која ќе има за нарушено здравје, која ќе се јави на лекарски преглед, прво треба да биде сигурен во работата на докторите дека тие истите не треба да применуваат никаква физичка сила или психичка сила врз пациентот за да му се подобри здравствената состојба. Меѓутоа, во случајот се случи токму обратното, односно лекарите покажаа крајно непрофесионално однесување при вршењето на медицинскиот третман на детето при санирањето на неговата скршеница на десната рака. Од тогаш до сега, благодарение на активностите на терен, има благо подобрување на состојбата и третманот на ромите во здравствените институции. Направено е влијание врз решавањето на клучните проблеми како што се стереотипите и предрасудите кои се заснуваат на недостаток на сензибилитет меѓу здравствените работници, скриена дискриминација и негативниот јавен дискурс. Во исто време, зголемена е довербата кај ромската заедница во здравствените работници и прифаќање на нивните совети. На почетокот наидувавме на многу бариери, на многу неинформираност, на многу нејасноти во однос на здравството и здравствената култура, која беше на едно многу ниско ниво. Сега со тек на неколку години работено на вакви многу проекти, имаме благо подобрување. Имаме чекор напред. Значи, оваа популација веќе е во тек со многу настани, со многу совети кои ги имаат применето од наша страна на дело. Медицинските екипи кои работеа на терен неретко наидуваа на отпор и недоверба од страна на населението, особено од родилките. Прво што мајката одбиваше, мислам, посета, меѓутоа тоа не беше можда и од оправдани причини, потоа со стално посетување кај незе постигнавме, мислам, постигнавме согласност и околу давањето на совети на бебето, потоа го имаше однесено на вакцина. По 10 години надеж, младата Сунита Рашидова од пешчевското село Црник конечно стана мајка, а детето го подига исклучиво според советите на здравствените работници. Е важно да се слушаат советите на патронажните сестри. Многу сум задоволна од Дада Ружа, многу добри совети, многу пати беше кај мене и многу сум задоволна од неа. Бебето цицаше и од мене, повеќе од шише, благодарение на неа се одвикна бебето од шише. Сега цица само од мене. Многу сум задоволна, бидејќи бев помалан во годините и имав многу голема помош. Имавме тогаш и педијатарка и од патронажните сестри. А сега? Да, и сега исто. Исто многу сум задоволна. 4-5 пати доаѓа и за помош се тука достапни секогаш. Во текот на моето искуство се повеќе се менуваат на подобро работите со ромското население. Ние сме добро примени од ромското население, немаме проблем, ги слушаат нашите совети,
редовно се јавуваат за вакцини, редовно не примаат на посети кога треба да одиме, кога се породат ни се јават да ни кажат оти си имаат бебе, за да почнеме да им даваме совети за нега на папче, им даваме совети за исхрана на бебето, за широк повој, да го повиваат широко, па потоа да идат на ортопед. Им даваме совети колку се корисни вакцините, треба да ги прима. Кај нас, како што кажав, никогаш степенот на вакцинација, ниту кај ромското население не бил помал. Секогаш не имале 100% вакцинација. Родителите кога доаѓаат там, се прашуваат, сакаат да бидат информирани за вакцините, ги донесуваат на време своите деца. Ако не можат да дојдат, ние доаѓаме и на село, исто така по терен и одиме, па ги вакцинираме в своите домови. Идентична е состојбата и во Виница. Ностоп ме посетуваат, детето кажуваат како да се хране, доваѓаат, ме воспитуваат како и ја да се понашам со детето. Се си уред. И надвор да се гледаме, имаме се едно здраво. Со малата ќеркичка со Нарин има 3 години, нешто температура имаше и така, многу гостоприно не примеа лекарите. За мене патронажната служба, односно патронажната посета е иста. Во секоја куќа влегувам и во секоја куќа ги едноставно сум прифатена како патронажна сестра. Нема делење на ваква националност, на ваква националност. За мене се сите исти. И родилките, и бремените жени, и бибињата за мене се сите исти. Ги почитувам нивните ритуали. Они си имат своји ритуали. Ги почитувам. Меѓутоа ги почитуват нашите совети што им ги даваме. Состојбата на терен покажа дека со континуирана работа и едукација, негативните наративи можат да се ублажат и да се дојде до позитивен исчекор во пружање на квалитетна здравствена нега на ромското население. Со тоа се трудиме со спроведувањето на активностите да се грижиме за целокупната здравствена состојба на ромското население во овие 3 општини. Нашето досегашно искуство и од реализацијата на самите проекти можеме да заклучиме дека трансформацијата на негативните наративи е процес кој што бара постапност, континуитет и етапност во оваа трансформација на негативните наративи и едноставно бара приближување на ромската култура и традиција кон здравствените професионалци од една страна, а од друга страна пак ромското население треба да се едуцира за своето право на здравје, за своите здравствени права и на тој начин да се стекнува доверба кон самите здравствени професионалци. Позитивните придвижувања се направени во Делчево, Пехчево и Виница, 3 општини каде што проектот се спроведуваше. Сепак за промена на целокупната слика во однос на подобрување на здравствениот статус на ромите во источниот регион, потребна е уште многу работа. Првенствено во делот на промоција на добри практики, преку кој ќе се врши мотивација за промена, односно трансформација на негативниот наратив меѓу здравствените работници во целиот регион, кои се резултат на предрасуди и стереотипи кон ромската заедница, но и информирање и едукација на ромската заедница од целната област за препознавање на скриената дискриминација при користење на здравствените услуги, како и обезбедување помош за подобро раскажување на нивните приказни. Проектот Менување на негативните наративи за ромите во здравствените институции е поддржан од Фондацијата Отворено општество преку здравствената програма во Њујорк и Будимпешта, а се спроведува во општините Виница, Делчево и Пехчево.